Денеска може да присуствуваме на подпишување на меморандумот за соработка помеѓу градот Скопје и Шумарскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, во кој што прецизно ги дефинираме двете обврските на двете институции во еден многу важен сегмент за нашиот град, а тоа е заштитата на животната средина. Идејата за подпишувањето на овој меморандум произлезе од самото истражување кој што го изврши професорот Сотировски со неговиот тим и со луѓето од Шумарскиот факултет, во чии рамки се мапирани околу 500 локации во градот Скопје на кои што се наоѓаат дрвја кои што се зациментирани, како што се наречени, и тоа мислам дека можеше да го видат граѓаните на Скопје, кои што дрва се неправилно засадени или се неправилно зациментирани заради извршување на градежни активности во минатото, така што или околу стеблата или околу корењата се наоѓа една неприродна средина за нормален развој на дрвата. Со цел да ги спасиме овие дрва од понатамошниот оштетувања предизвикани од градежниот материјал кој што се наоѓа околу нив и да го продолжиме векот на живеењето на тие дрва, преземаме иницијатива да го искористиме истражувањето кое што го изврши Шумарскиот факултет и да ги ослободиме овие дрва од кои што се практично заробени од неправилно поставениот градежен материјал околу нив. Во таа насока градот Скопје превзема обврска да изврши отстранување на градежниот материјал на точно утврдени локации со цел да избегнеме оштетување на дрвата, а по претходно извршена инспекцијска контрола за утврдување на фактичката состојба и одговорност за непрописно извршените градежни работи кон субјектите кои што ги извршувале тие градежни работи. Шумарскиот факултет, освен мапирање на локациите каде што постои опасност од оштетување на дрвјата, ќе обезбеди стручна помош и обука на лицата задолжени од страна на град Скопје, кои непосредно ќе ги реализираат теренските активности со цел да соодветно го отстраниме градежниот материјал без при тоа да направиме оштетување на дрвјата. Ја користам оваа прилика да ги повикам и градоначалниците на скопските општини да воспостават соработка со Шумарскиот факултет во Скопје со цел да ги лоцираме и да ги отстраниме овие пропусти кои што се случувале во минатото. Меѓутоа и многу битно за мене е да превенираме вакви состојби, вакви ситуации во иднина околу дрвјата во Скопје да не ни се случуваат. Сакам да нагласам дека оваа активност е исто така голема како и засадување на нови дрва, од причина што е познато дека постарите дрва повеќе учествуваат во еколошкиот систем на градот и нивната заштита, бидејќи станува збор за растенија кои што се со повеќе години, со побујна вегетација, нивната заштита и развојот на нивните крошни ќе обезбедат и всушност подобра животна средина. И во таа насока сакам да изразам и мојата лична благодарност до професорот Сотировски и неговиот тим од Шумарскиот факултет за тоа што досега го имаат сработено, а да изразам и спремност на градот Скопје да од сега натаму заеднички учествуваме во идните работи и активности. Дозволете ми на крај да упатам еден апел до граѓаните на градот Скопје да го чуваме зеленилото во нашиот град, да го негуваме зеленилото во нашиот град, затоа што здравата животна средина е императив за сите. Така што мислам дека и со еден таков активен однос на секоја институција и на секој поединец во нашиот град ќе овозможиме поздрава животна средина во околината. Оттаму и одговорноста на секој од нас поединечно да ја зачувуваме здравата животна средина со цел да окренеме на повисоко ниво квалитетот на животната средина и да обезбедиме поздрав живот за сите граѓани во Скопје. Благодарам.